Почитувани медиуми, почитувани граѓани, имам денес добра, убава вест од Брисел. Европската комисија, брз основа на одлуката на Советот за општи работи од 25 март годинава, потврдена од страна на Европскиот совет ден подоцна, 26 март, кој усвои предлог преговарачката рамка и од денес предлог преговарачката рамка е во рацете на земјите членки. Преговарачката рамка од страна на комисијата е концепирана врз основа на новата методологија за пристапниот процес. Основна цел на овие измени е пристапниот процес да биде поизвесен, поконкретен, поверодостоен, подинамичен, со засилено политичко управување, влијание од страна на земјите членки, заснована на објективни критериуми и строга и позитивна и негативна условеност, како и реверзибилност. Суштината на предложената преговарачка рамка, за која што, според последните информации, веќе следната недела во Брисел, ќе се разговара од страна на земјите членки на експертско работно ниво, е европските стандарди да си ги донесеме дома. Пред се, демократските принципи и вредности поврзани со владењето на правото, како и економските реформи. Мислам дека има убава символика што комисијата ја заврши својата задача врз основа на одлуката од март, токму на 1 јули, денот кога преседавањето со Советот на ЕУ го презема Берлин. И јас сум убеден дека како што беше за нас историско хрватското преседателство, така ќе биде и германското преседателство и заедно со германската поддршка во следниве месеци ќе отвориме првата меѓувладина конференција. Во тој момент започнува конкретното одвивање на пристапниот процес преку завршувањето на скрининг процесот и отворање на првиот кластер, наречен основни вредности, кој ги третира клучните реформски области од поглавјата 23, правосудство и фундаментални права, 24, правда, слобода и безбедност, економските критериуми, функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација, поглавјето 5, јавни набавки, поглавјето 18, статистика и поглавјето 32, финансиска контрола. Работата со рамката не е завршена, меѓутоа денес имаме еден важен ичекор што треба да го одбележиме. Европската комисија го утврди предлогот и го достави на усвојување, прво на дебата, па на усвојување на земјите членки да ни е со среќа.